Слава ти, Господи Исусе Христе. Имав повреда на десната нога од страната на коленото. Бев качен пред неколку месеци на покривот со мајстор Агим и да му подадам торбата да прерипам висок ѕид од метро и нешто. Ја истегнав ногата и сетив силен бол, паднав на кровот, врескав од болка. Мислам дека нешто испука внатре. И така помина доста време, остана во молитва на Господ Исус Христос, не одам на лекар, реков татко, ти си мојот доктор во името Исусово, јас не одам на лекар и ти ќе ме исцелиш. Пројде доста време и остана во таа тврда вера, ногата се подобруваше. Значи, на почетокот не можев да клекнам воопшто, силна болка, само на левата нога се подпирав. Потоа два пати бев ме измасира Ангелина, посеќав подобрување, нашата сотрудничка. Еднаш кога го носев Дејан во Драчево кај Драган, кој е железничар, исто така ми удри една масажа. Имав подобрување, но остана една болка во одредена позиција кога ќе клекнам, како да ме сече нешто со нож. Значи да кажам, не сум сигурен дали можам да се исправам во десната нога. Остана во тој момент дека се исцелувам, дека Исус е мојот исцелител и денеска за чудо Божјо денеска наеднаш ногата сама ми исчекори во силен замав како да шутирам топка, ми крцна нешто и болката исчезна. Значи ме исцели ангел испрати доктор, хирург. Исчезна болката, сега можам да клекнам. Значи не отидов на доктор, татко, твојот син, во името Исусово, ти ќе ме исцелиш, денеска ме исцели и не поставувам прашања зошто толку време помина, зошто требаше да биде така. Јас знам дека имам татко, дека Исус е мојот Господ и Спасител, дека се можам со Исуса Христа, кој ми дава сила. Те сакам, Господ Исусе Христе, татко, те љубам. Амин. Доаѓаме, значи, до тој момент, јас не прашувам зошто не ме исцели веднаш, не велам кога ќе ме исцели, знам дека ќе ме исцели, дека сум исцелен, но го поминувам периодот на кратко страдање, кога ќе пострадаш со телото, да не грешиш повеќе, за да се усовршиш по краткото страдање, да примиш сила Исусова, да ја примиш вечната љубов, да се претопиш во љубовта, да победиш со љубовта, бегај од нас сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос, од земјата до небесата. Амин.